Предизвици поради конфликтот на САД Израел-Иран, последиците од кризата се најдоа во фокус на претеничките прашања. Има ли соодветни владини мерки и дали граѓаните да се подготвуваат за растечка инфлација? Даниел Василев известува од парламентот. Даниел, што се дебатираш? Добар ден, Цаци. Како што кажа и самата ти, ова беше едно од прашањата кои што денеска беа во фокусот на овие пратенички прашања. Секако ова е она што најмногу ги интересира граѓаните. Опозицијската СДСМ бараше мерки од владата за зауздување на растот на цените кои доаѓаат како последица на растот на цената на суровата нафта на светските берзи. Од друга страна, од владата велат дека ја следат состојбата и дека ќе реагираат доколку има енормно покачување на цените и велат дека на терен се сите инспектори од пазарниот инспекторат кои што ја следат работата на маркетите, трговците и добавувачите за во случај да видат дали тие постапуваат онака како што треба. Во продолжение да слушнеме дел од дебатата помеѓу пратеникот Оливер Спасовски и министерот за економија Бесар Дурмиши. Во Македонија цените на нафтените деривати поскапеа, затоа се превземаа мерки за кои што сметам дека не се навремени и тоа го покажаа практично и резултатите во однос на намалувањето на цените. Меѓутоа, сето тоа ќе ефектуира и врз растот на цените во маркетите, односно директна дневна потрошувачка за потребите на живеењето на сите граѓани. И како министерство сме подготвени со конкретни мерки да помогнеме ако има енормно зголемување на цените на прехранбените производи. Нема да дозволиме, нема да дозволиме притисоците, било од производителите, трговците, да има притисок и тука, како што бевме и претходно, ќе сме тука да донесеме мерки кои се во интерес на граѓаните. Само неколку дена по стартот на мандатот на новиот државен јавен обвинител, кој во меѓувреме во телевизиско интервју кажа дека воопшто досега и немал средба со премиерот Мицкоски. Премиерот од пратенички прашања упати пораки до него. Даниел, кои се очекувањата? Цаци, тој побара од новиот државен јавен обвинител да постапува против секого за кого постои основано сомневање за сторен криминал. Исто така кажа дека има 3 точки за кои што очекува јавниот обвинител да се заангажира. Една од тие точки е работа на извештаите кои што доаѓаат од Државниот завод за ревизија. Со оглед на тоа што и во минатото имаше многу укажувања дека овие извештаи од ДЗР пристигнуваат во јавното обвинителство, меѓутоа обвинителите не ги процесуираат. Исто така тој побара од државниот јавен обвинител да се позанимава и со работата на поранешното специјално јавно обвинителство и за тоа како поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева од затвор нарачувала што точно да се работи. Во продолжение да слушнеме дел од неговите пораки кои што тој ги упати до новиот државен јавен обвинител. Очекувам сите овие предмети да бидат извадени и да се стават во обработка, односно да се работат и да се види дали таму има основано сомневање за сторен криминал од тие институции, односно од луѓето кои што ги воделе тие институции или нема. И верувајте ми, неколку стотици се такви. Затоа што јавноста овие прашања, овие две теми, првата околу повторно актуализирањето на случаевите од страна на тогаш затвореникот Катица Јанева и второто однесувањето на одредени обвинители и специјални јавни обвинители во делот на обвинителската служба. Ова се тие две работи кои што, верувајте, мора да ги... И ја очекувам лично од новиот државен јавен обвинител да излезе со јасна информација во јавноста. Ден тој, тоа се случило. Ден тој, тоа се случило. Во контекст на корупцијата, премиерот Христијан Мицкоски откри дека лица кои што важат за блиски до сегашната власт ја ги злоупотребуваат своите конекции кои што ги имаат за да се стекнат со личен бенефит. Меѓутоа кажа дека институциите им се во трак на овие лица кои што не сакаше да ги именува и дека само се чека нивниот потек за да можат институциите да реагираат. Сегашните можеме да ги фатиме.
Или некакви посредници, пошто често пати има и посредници. Често пати има посредници кои што го знам јас премиерот, еве сега ручевме заедно, вечеравме, да ти завршам оваа работа, треба го знам министерот или ово или оно. Има и такви. И тие ќе се фатат, и кога ќе се фатат, тие ќе кажат дали тоа го прават своеволно или имаат некој кој што им рекол тоа да го прави. Има неколку такви посредници кои што ги мониторираме во овој момент. За различни институции. И кои што мислат дека тие се безбедни. Но ги мониторираме во моментов и чекаме да се случи потек. А потоа и наш потек. Даниел, во светлина на последните случувања поврзани со употребата на македонскиот и на албанскиот јазик, се отворија ли меѓуетнички теми на денешната седница за пратенички прашања? Цаци, некако навикнавме етничките прашања да бидат дел од речиси сите седници кои што се резервирани за пратенички прашања. Не беше изостанок и денеска. Пратениците од ДУИ го праша министерот за внатрешни работи за поставувањето на раководни позиции во оние места каде што доминантното население е албанско, како што е случајот со Дебар, зошто биле поставувани македонци, а не албанци, на што министерот одговори дека граѓаните бараат професионализам и безбедност, а не етнички предзнак за овие функции. Некако ни шега ги спомена и сите оние критики кои што во минатото беа упатувани за работата и употребата на системот Safe City кој го следи сообраќајот во Скопје и во останатите градови. Да погледнеме дел од неговата изјава на ова прашање. Само албанците ги фаќала камерата. Па кај ви текна, значи, кај ви текнуваат овие работи, стварно не ми е јасно. Камерата на Safe City фаќала само албанци. Како бе, господе, така? Како? Ја не знам. Тој што ви ги дава вака идеи, што ги смислува приказни, значи стварно, ако го плаќате, престанете да го плаќате, смислете нешто сами, верувајте ми дека поефикасни ќе сте. Да, тоа беше изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во овој контекст, Цаци, како што кажа и самата ти, беше споменат и оној случај односно инцидент со министерката за образование Весна Јаневска. На ова премиерот Христијан Мицкоски кажа дека официјалниот јазик на целата територија на Македонија е македонскиот и неговото кирилско писмо. Исто така откри дека почнал да го изучува албанскиот јазик и рече дека се надева оти за година-две од сега нема да му биде потребен превод кога ќе добива прашања од пратениците албанци. Даниел Василев, седницата се уште трае, ќе имаме нови детали за во Централниот дневник. Ти благодарам.